Агата и момокот. Чита Александар Стадојков. При еден чивлик сајбија си бил главен еден бугарин да му работит чивликот. Момокот си имал само една крава во сето имање што имал Агата. Кравата од Момоко и кравата од Агата, не знам како, некако, се збуцкале и беше оттепала кравата од Момоко, кравата од Агата и таа пцојсала. Се уплашил сиромашкиот момок за кравата од Агата, оти неговата му ја отепа, чунти Агата многу севда имал на неа. Арно туку требно било па и да му се кажи на Агата, оти му пцојсала кравата. Како сака дека биди, требало да му се кажи на Агата и во еден ден пазарен му отишол кај Агата да каве кај што седел. Многу ти години, Ага, му рекол момокот. Да си жив, синко, му одговорил Агата. Што си се домачил денеска, бре, синко? Што има, што нема на село, ај кажи ми нешто? За пазар се мачивме, Ага, да ти се многу години. В село Шуќур до сега, Ага, нема ништо. Туку едно лошо, мене ме најдена тема го џал на тема. Не знам како се задена ти ки мојата крава твојата ја отепете, тоа зло не најде вчерага. Бре, синко, имање тепуат ја, што да му чинам, би го вардуал, му рекол Агата на момокот. Кога му чул момокот тие збори од Агата, сетил оти Агата разбрал за од момокот да е кравата отепана, а не за неговата, ти ќе требало да му се прекажит за да знајто ти, неговата крава е отепана. Ама Ага, твојата крава е отепана од мојата, а не мојата, му рекол момокот. Како бре? Мојата е тепуана? Бабашка иш, синко, ти ќе ме платуваш кравата, чун ти не си ја правил мукајат да вардуваш еваните. Анулај са сега чорбаđe, а? Ајде, платувај да не јадуваш со чибуко по гола баша на ќотек, му рекол Агата наврекнато на момоко. Ами ти, Ага, кога разбро ти мојата крава е отепана, ти речу ти имање, се отепуват, а сега оти твојата е отепана, да ја платаме велиш, му рекол момокот. Башка иш, синко, ќе платуваш и друго чаре немат. Ја од твојата крава ќе ми ја даиш. Си наведил главата момокот, си наведил очите и си ошол дома, да му ја дал неговата крава на Агата, да си останал без неја.